Обилните врнежи од дожд што ја зафатија земјата во изминатиот период предизвикаа застој во есенската сеидба на житни култури. Според проценките на Асоцијацијата на земјоделци, околу 40% од планираните површини во Штипско-Овчеполскиот регион се уште не се посеани. Доколку соодветно не се интервенира, ова ќе значи и помали количини на жито наредната година, укажуваат агрономите. Со преголема количина на врнежи, одредени подрачја беа зафатени со поплави и така натаму, ја отежнуват и ја пролонгираат ова сеидба, есенска да кажеме сеидба, така што секако дека тоа ќе се одрази врз крајниот момент, односно врз количините кои што треба да ги произведеме на државно ниво. За да се минимизираат последиците, експертите советуваат земјоделците да се приориентираат кон садење на зимски и пролетни сорти на житни култури. Родот ќе биде помал, но сеидбата може да се спаси. Производителите да си планираат во први моменти кога тоа ќе го дозволат временските услови, доколку имаат убав сертифициран семенски материјал од одредени сорти кои што се со вакви карактеристики, односно се со факултативни, односно така наречени преодни својства, да можат да се одгледуваат, односно да се сеат во зимскиот период и во пролетниот период, секако дека ќе може да се овие површини поприлично да кажеме засеат со одредени сорти. Годишно во просек македонските земјоделци произведуваат околу 250.000 тони пченица. Овие приноси не се доволни, па за да се покријат основните потреби на населението, пченица увезуваме од странство.